Денешниот тајмаут ќе го посветиме на најстариот фудбалски клуб во Македонија, фудбалскиот клуб Љуботен од Тетово, формиран во далечната 1919 година. За историјата на клубот ќе разговарам со еден навивач, најпрво како навивач, а потоа и долгогодишен председател и генерален секретар на фудбалскиот клуб Љуботен од Тетово. Со нас денеска е Мирко Видоевски, моментално генерален секретар на фудбалскиот клуб Љуботен, а претходно и председател. Видоевски, најпрво ти благодарам што прифати нашите гледачи, посебно оние помладите, да се запознаат со богатата историја на фудбалскиот клуб Љуботен од Тетово. На почетокот сакам да кажеме како фудбалскиот клуб Љуботен се формира. Како дошле до идеја младинците во тој период да формираат фудбалски клуб на почетокот на 20-тиот век. ФК Љуботен Тетово е формиран 1919 година, пролетта, на почетокот на пролетниот дел од учебната година, од тетовските гимназијалци. Тогаш биле многу напредни тетовските гимназијалци, не само во спортот, туку и во други области, и нормално. Учење во гимназија, во повисоките класови, веќе многу малку имало луѓе, кои што после уште помалку завршувале факултет, меѓутоа тие биле авангарда во тоа време, гимназијалците, не само за спортот, туку и опште за културата, потекнувале сите иницијативи од нив. Така да во Тетово постоело младинско друштво, кој ги собирало младите од областа на културата. И на еден состанок на тоа младинско друштво, неколкумина од тетовските гимназијалци покренале иницијатива да се формира фудбалски клуб во рамките на друштвото. И тогаш разговарале како да се вика клубот. Тоа фактички било секција на младинското друштво, Тетовско младинско друштво. И бидејќи во тоа време, а и сега кога ќе погледнеме, Тетово на Шар планина најмаркантен врв е Љуботен и мислеле дека тој највисок врв. И ќе се вика клубот Љуботен, бил предлогот по највисокиот врв, за да стигне и спортски до највисоките дострели. Во текот на историјата Љуботен имал и доста успеси. Најголемиот успех е 3 години надпреварување во Македонската фудбалска лига, сегашна во самостојна Македонија. И формирањето одело многу тешко тоа. Така, они се собрале младинците. Тогаш во Тетово постоел уште еден фудбалски клуб, претходно, Спарта. И со формирањето на Љуботен, со формалното основачко собрание, сите фудбалери на Спарта преминале во Љуботен и Спарта се расформирала, останал Љуботен сам во Тетово. И се надпреварувал, прво пријателски надпревари со скопските екипи, тогаш постоеле неколку екипи скопски. Оделе во Скопје, тие доаѓале во Тетово на надпревари. И Љуботен бил вклучен во тие некаде околу 1925 година, најдов на интернет една многу драгоцена информација. Љуботен, тогашните надпревари во фудбал на Крејевина Југославија се играле по куп систем. Љуботен ја поминала фазата во локална во Тетово, тогаш се формирали повеќе клубови имало, па во Македонија, како ја викале тогаш Јужна Бановина, и веќе играл во завршната фаза на првенството на Југославија, мисля, че им бил меѓу 16 екипи, бидејќи се спомина, тоа е влезено во историјата на
југословенскиот фудбал. Тоа е еден од повисоките дострели пред војната на Љуботен и постепено, инаку основачи да фудбалскиот клуб Љуботен биле, како што реков, тие варганни младинци, Никола Павловски, Бутика, Сиво Момировски, Димитриевич, Заре Заковски. Јас многу од нив сум ги запомнил. Јован Марковски е прв председател на фудбалскиот клуб Љуботен. Инаку тој студирал медицина, меѓутоа не го завршил факултетот, ама му останало како прекар во Тетово доктор. Јован Марковски, сите така го викаја. Иначе имаше долг живот. Некаде после 2000 година почина, ми се чини на 96-7 годишна, може 8 возраст. Ние бевме тогај, јас бев тогај секретар на Љуботен и баравме средба со него да не прими, меѓутоа беше не бил со кревко здравје и не сакаше да не прими и не успеавме да направиме една средба со него, како било што било, да ни каже. Меѓутоа, еве, ние веќе, и јас сум човек во години, ги помнам оние од постарите, од остивачите. Најмногу се подсетувам на Заре Заковски, со кого заедно гледавме стално еден до друг седнати над преварите на Љуботен, на стариот па на новиот стадион. Така едно друштво со љуботенџи од Тетово. Значи, тој како основач, па ли беше во управен одбор Живко Наумовски, после тоа, меѓутоа ја кажам за период пред да дојдам во управен одбор. Значи, со Заре, со Живко Наумовски, со Драго од Поток Пелирот, со Звонко, покојни доктор од Уроловот. Значи, тие бевме едно друштво, се ја бев дајнато сите нив, меѓутоа покрај нив заедно ги гледавме над преварите до 7-8 ночи, не пропуштавме ниту тренинзи, ниту надпревари на Љуботен. И помнам тие евоцирање на тие спомени за клубот. И бидејќи имав организиран клуб систем, Љуботен се вклучувал, меѓутоа немам некои позначителни успеси, осим тоа што стигнал да се надпреварува надвор од границите на Македонија, ми се чини 2 пати до војната. Инаку Љуботен, јас завчера беше на 17. мај, денот на погибијата на Илјо Антески Смок. Илјо Антески Смок, заедно со фудбалерите, други до Љуботен тогаш, напредни младинци, сите заминале заедно во партизани. Со Илјо Антески Смок во партизани, во Љуботен играл и Радован Цонич и другиве борци, и Тодор Циповски Менжан, и Џоце Стојчевски Амбарче, народните херои. Сите тие биле играчи на фудбалски клуб Љуботен. И јас спомнав на Фейсбук дека покрај се оно што бил Илјо Антески Смок, во сеќавање дека бил играч за фудбалски клуб Љуботен, и она што се раскажува како приказна во Хрватска и во бивша Југославија, дека една од екипите, тогаш врвни екипи како Хајдук, кои што прекинале да се надпреваруваат за време на Втората светска војна поради тоа што играчите им заминале во партизани. Значи, Хајдук е тоа во Хрватска и Љуботен во Македонија. И не е случајно што по повод 75 годишнина на фудбалскиот сојуз на Југославија, покрај Хајдук и на стариот клуб во бивша Југославија, Бачка од Субатица, Љуботен го доби таа златна значка на фудбалскиот
Сојуз на Југославија. Значи имало и други екипи, Љуботен во континуитет бил во тој период најстар во Македонија, меѓутоа токму тоа сигурно допринело како еден антифашистички и слободарски клуб со напред за младите да неговите играчи заминат во партизани и да погинат и да станат херои првоборци и досега мислам во вакви пригоди не е спомнато, па редно да го спомнам и ова како дел од историјата. Пред Втората светска војна, дали постои информација на кој терен играл Љуботен, на кој игралиште настапувал, дали имало соблекувални во тој период? Дали постојат такви информации? Имало игралиште на кој што играл Љуботен и сегашниот што го викаат стар стадион, инаку тоа сите ние љуботенци го викаме стадионот на фудбалски клуб Љуботен. Тука во близина би се чини покажувањето да старите, во близина било игралиштето од Љуботен. Најверојатно кај што сега се давања гарнизонот во Тетово на Рама, тука некаде било игралиштето. А ова кај што е стариот стадион биле исламски гробишта. И стари исламски гробишта не се ни познавале. Еден дел се познавале тие нишаните, дека има гробови, значи као вакавско место го рачунале во собственост на исламска верска заедница. 1936 година тогашниот председател Нико Гогов, кој што бил многу угледен и богат тетоец, го откупил земјиштето од исламската верска заедница и во период од 2 години го изградил игралиштето. Тогаш не било стадион, игралиштето на фудбалскиот клуб Љуботен, и Нико Гогов го ја предал собственост, го подарил тоа игралиштето фудбалскиот клуб Љуботен. Било контра од сегашно игралиште, сегашната положба, и било заградено со високи тараби, дури има на некои слики тука на стари фотографии, се гледа дел од тоа игралиште. После тоа Нико Гогов го направил во како што треба да биде свртено исток, запад, север, југ, нели, по пропис, да го има, а трибините се изградени веднаш после Втората светска војна, кога се активирал Љуботен во првенството на Македонија. Како доаѓа до повторно? Кажа претходно дека за време на Втора светска војна Љуботен не настапува, бидејќи играчите заминуваат во партизани. Како доаѓа до повторно обновување на клубот? Веројатно некаде околу 45 сите тие што биле дел од Љуботен, од управата, што ја преживеле Втората светска војна, одлучиле повторно да се активира клубот. И 3 години се активира клубот, се надпреварувал во рамките на системот на надпреварување, и тогаш првото првенство на бивша Југославија било по куп систем. 1946, дури од 1947 е воведено лига систем и Љуботен се вклучил во тој куп систем, учествувал во тоа првенство. После бил вклучен кога се формирали лигите во Македонската фудбалска лига. Долги години бил број еден клуб во Тетово, до експанзијата, до формирањето на ФКТ си. Инаку во тој период имало и други клубови од Тетово. Покрај оние пред војната имало фудбалски клуб Хајдук Повратница, формиран некаде 36 година. Бистрица во тој период 37-8 година од ТРЦ. И после војната младината од Поток
Иако јас сум поточанец и кажувам дека Љуботен наш поточки клуб, меѓутоа дел од таа младина на Поток формирале фудбалски клуб Качуша. Значи, постоел и тој фудбалски клуб во Тетово, па после тоа 53-та година е формиран фудбалски клуб Текстилец, подоцна го добува името Тетекс. И тогаш една дамка во историјата на ФК Љуботен е што некаде 48 како и секаде во секој општество, значи со државата раководат идеолошки припадници на некоја идеологија, на некоја партија. Значи, у демократијата има повеќе идеологии, тогаш имало една. И бидејќи за време на Втората светска војна, балистичкиот батальјон во Тетово носи името Љуботен. И така многу зло на народот, севкупниот народ во кој што живеел во Тетово, се одлучиле, дојде една политичка одлука да клубот да не го носи Љуботен, за да не им создава болка на оние кои што ги изгубиле животите и настрадале од балистичкиот батальјон Љуботен. Меѓутоа, тоа траело краток период, година-две, не повеќе. Клубот се викал Шар тогаш. Да, после тоа се сменила таа гарнитура од тврдоколни, да речем, партизани, дошле луѓе со пошироки погледи на светот и е вратено името Љуботен на клубот и во континент се продолжил до ден денеска да го носи тоа име. Што се случува со стадионот после Втората светска војна? После Втората светска војна сите спортски објекти се национализирани. Изградена трибината и даден стадионот на управување на општина Тетово. После тоа се формира јавно предпријатие за допринесување со спортски објекти во Тетово, дадење на управување на тоа јавно предпријатие кое што постоеше до 2002-2003 година и не, до 2000 година. До 2000 година јавното предпријатие беше расформирано, а спортските објекти дадени под концесија. Меѓу нив и стадионот на ФК Љуботен. Ние баравме, јас кога дојдов во управниот одбор на Љуботен, баравме документи, бидејќи се случија неколку поплави, 7 пати да ги ограбуја просториите. Документацијата седеше во спортско друштво Љуботен и еден ден собственикот на тој објект го извадил цела документација. И ние не успеавме да најдеме копија од тапијата за стадионот, за да покренеме иницијатива да го добиеме во наша собственост. И јас бев и во историски архив во Скопје. Тој документ го немам во историскиот архив, а го нема ни бројот. Значи, ги имам претходниот документ, она која требало да биде, го има и наредниот документ во архивот. Значи, го немам без тоа за ФК Љуботен, значи некои игри се играле, не знам кој, да ФК Љуботен остане без доказ за собственоста врз неговиот стадион. И жално е, многу е тешко кога фудбалски клуб нема собствен терен, собствен стадион. И ден денеска така. И ден денеска ги имаме тие соблекувални. Единствено што во владение што ги имаме соблекувалните на клубот, а го немаме најбитното теренот. И јас дури му спомнав која беше во посета председател Пендаровски минатата година, државата треба да направи напор, не да му го врати стариот стадион, стадионот негов на фудбалскиот клуб Љуботен,
како најстар клуб во Македонија треба да државата да му даде терен да го направи и собствено игралиште. Затоа што Љуботен е клуб со традиција, било кој да дојде. Некои биле пред нас, ќе дојдат други. Меѓутоа, традицијата таа постои. Затоа што клуб со традиција е со многу привазаници. Клуб со традиција е... Таа традиција си има и начин на спортски дух, кој што постои. Значи, не може исти третман да има некој, ја така ги викам, новокомпониран клуб, кој што ќе се најде некој со многу пари, ќе ги фрли, ќе направи клуб, година, 2-3 ќе се надпреварува и ќе го снема, а клубовите со традиција, како што е Љуботен, како што е Беласица, заедно со Тригарио Струмица на година, 2 се така, те се клубови со традиција кои што обстанале во Македонија. Жалосно е, најстариот активен клуб во Скопје беше фудбалскиот клуб Балкан, кој што се го расформира. Од кои причини? Иако има и ден денеска луѓе кои што, како ФК Љуботен, ми сакаат и тие клубови, таа традиција, тој дух продолжува. Таа традиција го носи и начинот на организирање на клубот, тоа веќе преминува на некој начин генетски, како да се води клуб, како да се создаваат играчи. Секогаш ние сме отскокнувале од другите клубови, особено кога сме биле во пониски рангови, како Општинска лига, како Трета лига. Токму во тој наш спортски дух што сме имали и односот према фудбалската игра, односот према противничките екипи и односот внатре во колективот. Значи, во Љуботен немало подвојување по дијена национална основа и ние и ден денеска нема, ниту по национална, ниту по верска, ниту по политичка. Не дозволуваме во клубот Љуботен да постои подвојување по ниту еден основ. Без да навлагам во политика, меѓутоа сите овие предвоени клубови, што ги наброја, има и други што се формирани пред Втората светска војна, се дел и од македонската историја. Да. Сега малку за периодот после Втората светска војна. Значи, кажавме првите години се менува името во Шар, па повторно се враќа Љуботен. Сега еден период кога веќе и ти почнуваш да одиш на стадион, се сеќаваш на тие надпревари од Македонска лига тогаш. Љуботен секогаш е во врвот на Македонска лига, второ, трето место, меѓутоа никако да го направи оној исчекор да влез во Втора Југословенска лига. Љуботен имал и успони и падови. Значи, неколку години се надпреварувал во Македонската лига, па испаѓал во тие пониски, тогаш директно во Подсојуз, во Тетовскиот Подсојуз, па се враќал веднаш, така да имало тие периоди да успони на падови. И јас, како сите деца во Тетово, сум се заинтересирал за спорт. Имав таму некаде ми се чинил 9 години и одев на надпревари да сите и на Тетес и на Љуботен. Навијав ми за Тетес и за Љуботен. И почнав да навијам за Љуботен. Татко ми покојни работеше во Тетес, во комбинатот, а не одеше на надпреварите од Тетекс, туку одеше да Љуботен. И јас покрај него почнам да навивам за Љуботен, од негде 8-9 години. Затоа што имаше тоа цело едно друштво од Поток, кој што не ги пропуштаја надпреварите на ФК Љуботен, како што го спомнав Драго Пелирот, презивето не ми текнува, живееше на Сарајевска улица, на Поток, како што беше редовен и на тренинзи, и на надпревари Војче Личко, како што беа и другите, сега не ми текнува на сите, меѓутоа присутни беа цело време и на тренинзи, и на надпревари. Имаше доста играчи од Љуботен, од Поток, и јас стално зборувам тешко за
фудбалот во Тетово, ако нема деца кои сакаат да тренираат од Поток и од другите населби кои гравитираат околу градските стадиони. Можеш да се присетиш на дел од играчите кои што настапуваа во тој период, на некои случаи како изгледа надпреварите тогаш? Јас кога почнав така да го следам Љуботен, ги знам, бидејќи јас во соседство до куќата моја имав тројца играчи на фудбалскиот клуб Љуботен тогаш, кои што некои поминаа, после имаше еден клуб, фудбалски клуб Работник. Значи, тука беше како расадник понизок ранг, кои што идоа младите играчи од Љуботен во Работник, од Работник по квалитетните доаѓаја во Љуботен, па најквалитетните од Љуботен во Тетекс, како тогаш кога влезе во втора Југословенска лига, така да се имаше една флуктуација на кадри. Инаку ги тука беше во мој сосед Бошко Василевски Борово, Гале Бента, десно крило, играш Радко Вичо, твој роднина. Тој играше везен играч во Љуботен, после во Работник сите тие. Помина остана само Бошко Борово, тие мои комши на Поток што игра. Инаку го помнам, значи Бошко Пипа покојни, Јовановски, Јосиф, Чебане, се потетовски ги кажувам со Зоран Николовски, значи беше извонеден центарфор, висок, така елегантен центарфор, ала Душко Бајевич на времето што го носеше таа фама во бивша Југославија. И значи од таа генерација наваму, кој што дел од нив и во Тетес идоа Шкрбич, исто Свето Шкрбич, беше бек, десен беше Пипа, лев беше Шкрбич, Јосиф везен играч, па центар халфови се менуваја Трајче Стојановски беше Љуботен, центар халф беше Гавровски, Војче Стојављун Фабинида што беше во тој период или после тоа. Сега малку денши се мешаат периодите, меѓутоа од тој период ја помнам таа екипа со Доне Треневски, ми се чини таа најдобрата екипа по мене што била, најдобра да и приемчива за публиката. Доне Треневски беше извонено десно крило брзо, кој што знаеше да даде гол од мртов фагол. На спротивната страна играше можеби, јас сум сигурен дека по мене најдобриот и најкомплетен фудбалер во Тетово беше Спирко Маринковски, кој што Љуботен, значи јас ги помнам и Доне и Спирко кога играа за Работник, од Работник преминаја во Љуботен, од Љуботен во Тетекс. Значи Спирко одигра многу години после тоа во Тетес, па се врати пред крај на кариерата во Љуботен и имаше една таа прекрасна екипа 85-6 година во која што играа великани на македонскиот фудбал во Љуботен. Покрај тетовциве Спирко Маринковски, Доне Треневски, тука беа Боро Николич во таа екипа. Беше Перица Груевски, беше Љубомир Рајчевски, играчи на Вардар, кои што имале кариера голема во бивша Југославија, а дојдоа да играат за Љуботен. Ми се чини таа екипа се бореше со Тетекс за влез во втора лига. Љуботен беше есенски првак, Тетекс втор, победа трета и на крај на првенството Тетекс прв, Љуботен втор. Тоа првенство ми се чини толку го мотивира цело Тетово, 85-86 година, со таа екипа, со Мацков беше голман на Љуботен, тоа е, значи, феноменална екипа. Не ми текнува на сите сега играчи, меѓутоа
оние што ми оставиле ми остануваат по сеќавање, ще подсетив на нив, и таа екипа направи силен подем. После тоа остана како традиција. Дојде помлада генерација која играше и со овие со постариве и успеа 89 година таа екипа на Љуботен, а тогаш 86 година играше еден мој другар од факултет Ванчо Бошковски, извареден играч во таа екипа со Боро Николич, со Спирко, со Масков, со другиве. Јово Никушев беше тренер, извареден еден тренер на Љуботен. После тоа Љуботен 3 години после тоа се остана во борба за прво место, меѓутоа се така, како да речем, други клубови. Има и реорганизација, потоа се формира единствена втора лига, да, последните 3 сезони, па има и трета лига. И Љуботен се пласира во третата лига на Југославија, остана една сезона, имаше добра екипа, ама така, немаше некои забележителни резултати и имаше публика за новиот стадион, тогаш убаво се играше, супер беше. Тоа беше периодот кога се растори бившата држава, 91 година, меѓутоа благодарејќи на тој успех што ги беше Љуботен во претходниот период, кога се формира Македонска фудбалска лига, че Љуботен не беше во првата група на бившите второлигаши и успешните третолигаши, бидејќи испадна од третата лига, се пополни таа лига со тие клубови. Љуботен беше во единствената втора лига и успеа веднаш првото првенство да го освои. Мирко, и да влезе во пред да продолжиме Македонија. во независна Македонија. Ме интересира во Југославија како Љуботен се финансираше. Веројатно не се финансирал само од гледачи, знаеме дека имало многу публика. Меѓутоа како бил тогаш системот на финансирање, не само на Љуботен, а и на другите клубови? Во Љуботен стално не сите. Ми се чини сега нешто се почна од минативе 2 години да се помага на спортските клубови и на асоцијации. Значи во времето на поранешниот систем општините функционираа како држави во држави, со своји сектори, со сектор за спорт, кој што им доделуваше финансиски средства на сите клубови кои функционираа во Тетово. Значи, и Љуботен, како и другите клубови, добивал дел од тој колач, од тие средства кои што државата ги одвојувала за спортот. Значи, ако ништо повеќе, да може нормално да обстане, да не се расформира. И во тој период, ја не знам некој клуб дали се расформирал, още има од некои други... Ако се искараа меѓу себе управата на играчите. Од други некои мотиви. После тоа се формира тоа финансирањето од општините, премина на држава, сојуз на спортови, тие сојуз на спортови ништо не направија за спортот. И ден денеска постојат. Иначе тоа беше замислено. Имаше тие сизови кои што средства мораше да се комбинира и за спортот. И за нормално направување, Љуботен стално имал финансиски средства. Немал големи финансиски средства, како фабричките клубови, како Тетекс, меѓутоа имал за да преживее, да рече. Имал гарантиран минимален приход во месецот, во годината, кај што можел да ги покрие основните трошоци. Основни трошоци си да можеш да имаш во клубот вработено 3 луѓе, да имаш администратор, да имаш 2, секогаш Љуботен имал 2 економи. Луѓе што го одржавале просториите на клубот, секогаш имал. А тие луѓе биле се плаќале. Хонорар. Меѓутоа, морало се обезбедат средства. Тоа е една работа. Друга работа,
Имаше период кога имаше љубовта на јаката екипа 85-та, 84-та, 5-та, 6-та, имаше своја собствена томбола, имаше приходи, дури им помагаше на предпријатијата кои што не може плата да земат со префрлање на финансиски средства. Па така малку се луксузираја тогашното раководство на клубот, отидоа на шетање во Германија, па во Соединетите Американски држави. Фудбалерите кои што беа тогаш со таа екипа кажуваат дека имало само 16 фудбалери во САД, а 70 функционери. Тука се потрошени парите што биле акумулирани од, јас морала да го кажам, акумулирани од дејност на клубот, од тоа, после тоа се укина тоа, да не може да се спортски клубови да држат тие, како да речам... Томбола е значи лото, бинго, нешто слично на тоа. Да, као лото, комарџиски игри, да не може да организираат спортски клубови, иако беше тоа убав начин кој може да се организира, да се добие средства. Меѓутоа, државата сметала дека не може да добро да контролира приливот и одливот на пари. Да си го земе својот дел. И јас сакав така да кажам за финансиите. Има во тој систем претходниот. Ако сите кои што раководеа со клубовите имале некоја политичка функција, и председателот, например, ако нема некој по највисока функција, ќе се пожалија. Немаме пари за клубот и председателот на комитетот, тоа е општински, теј директоре на таа фирма пушти толку пари на љубовта. Значи, во еден друг систем било тоа. Се во капиталистичкиот систем се најдовме во еден период после тоа испаѓање од играње во прва лига, благодарејќи што се најдоа спонзори, добри, тогаш почна да цвета бизнисот во Македонија и од 93, 92 до 96 година Љуботен беше клуб кој што имаше финансиски средства и се надпреваруваше во првата фудбалска лига на Македонија и стигна и до полуфиналето на Купот на Македонија. Беше единствен клуб до тогаш кој што го победи неприкосновениот Вардар, кој што седна уште останати играчи постари од шампионската генерација на Вардар, извонредни играчи имаше Вардар, кој што не леше во првите две сезони во Македонската фудбалска лига без пораз. И во Купот Љуботен успеа да го победи, го изгуби првиот надпревар во Скопје 3-1, овде Љуботен победи со 3-1 во регуларниот дел и на пенали го изгуби тој надпревар и не играше во финалето на Купот на Македонија, а тогаш бев убеден дека ќе го освои, ако успееш да го кој ќе успее да го елиминира Вардар, ќе го освои Купот. Значи имаше многу таа добра генерација фудбалери. После тоа заминаја тие играчи, како Тонија Кимовски, Жаре Серафимовски, опадна квалитетот, Жаре Стојановски во Слога и другите кои што беа, опадна квалитетот. Наредното првенство Љуботен испадна од прва во втора лига, а испадна благодарејќи на што ние тогаш имаше иницијатива фудбалскиот клуб Вардар да се смени раководството на Фудбалската федерација на Македонија. Единствен клуб кој што го поддржа Вардар беше Љуботен. На Вардар ништо не му може, бидејќи е моќен и ден денеска е моќен, али ја удрија по Љуботен. Знам дека ги изгубивме неколку добиени надпревари во тој период. Ако не можеш по магарето, удри по самарот. И Љуботен беше испаднат во борбата за тронот во Фудбалската федерација на Македонија како колатерална штета затоа што се приклони на
тој период таа управа сметала дека барањето до Вардар е во ред за демократичност на Фудбалската федерација на Македонија. И после тоа дојдовме ние навијачите да го преземеме. Сега, пред да дојдете вие навивачите, на стадион со љуботен си, можеби 50 на години. Дали сметаш дека овие 3-4 сезони од првите во независна Македонија е најсветлиот период во историјата на љуботен? Секако. Мислам, е врв тоа и љуботен успеа да направи екипа, бидејќи Македонија како самостојна држава, тој е највисок ранг на надпреварување и мислам дека тој е најголемиот дострел. Тие 3 години, 3 првенства на првенството на самостојна независна Република Македонија. Значи, тој е најголемиот успех. Значи, првите 2 сезони беше љуботен во горниот дел на табелата. Првата сезона мислам дека 5 завршува. 5 па дегне тука 7 и 8 наредната и после тоа испадна. Меѓутоа, тие 2 сезони имаше играчи, кои што Арун Ниса, Пикси, Веселиновски, покрај оние што ги спомнав. И имаше исто феноменален голман Дости од Албанија, кој што јас сум бил одушевен со него. Тој после надпревар идеше да тренира уште саат и пол време. Значи, завршува надпреварот, ојде да тренира, да остане во форма. Тренира со екипава, останува уште 1 саат и пол, сам да тренира со другиве голмани, ако сакаат да му прават друштво. Иначе сам удираше, ја шутираше топката самиот во оградниот цит на стадионот и се фрляше по нејзе како што му се враќа. Значи, редок квалитетен голман, штета што немаше македонско државјанство, мислам дека беше најдобар голман во Македонија. Мислам дека има брането и за репрезентацијата на Албанија. Најверојатно. Да, мислам дека имам статано таков податок. Имаше, значи, тие неколку млади фудбалери беа сите, и Тонија Кимовски, Жаре Серафимовски, Жаре Стојановски, Драган Веселиновски, Пикси, Арун Ниса. Тука беа од гостивар дојдени Бирол Топчију и Ерџар Менга, извонредни фудбалери. Менга беше играч кој што играше за Рат од Белград. После напри кариера во Рат Арун Ниса. Значи, во едни големи клубови играле тие играчи, беа извонредни играчи во. Исто да не го заборавиме, од Штип беше Мажунаров, извонреден фудбалер во таа екипа што играше. Кој е тренер во тој период? Тренер беше Джиджи Илиевски тренер. Се зоја и се не ми работи. Добро, не е Дам Джиджи Илиевски беше тренер на сезона. Како сега од овие најсветли моменти на клубот доаѓа до тотален крах? Кажавме, значи, раководството на Фудбалски сојуз. Пред последниот надпревар на Љуботен во првата лига, кој што требал Љуботен да го одигра со Фудбалски клуб Победа во Прилеп, тие тргнале, управата дигнала раце, тоа што била, фудбалериве се собрале, тргнале на пат и да пола пат, што ќе ојдеме, ќе се вратиме назад. Благодарејќи на тој, значи, организацијата кога пука по сите шевови, се случува такви работи. Значи, нивната несериозност, на те клапа, што, значи, немале причина да не идат на надпреварот. Автобусот не им бил расипан, него утекнал некој маве што ќе играве, ми ще испаднати сме. И се вратили од пола пат, Љуботен испаѓа од прва во втора лига, Хаздет со негативни бодови. Мислим, максимално ли беше? 12 минус почна да игра во втора лига. Останаа само 7 играчи, прибирање нешто таму на Брзински,
И после вториот неодигран надпревар, Љуботен требаше да замине во историјата, да се расформира. И јас отидов да го гледам надпреварот, со 11 октомври прилеп, вратата затворена на стадион, не било платено. Управата на стадионот ги затворија вратите на новиот стадион и се повлекуваат. Публиката замина и јас тргнав да видам што ја работава на кај соблекувалните. Која и ден денеска го кажувам тоа едни големи навивачи на ФК Љуботен застанале пред соблекувалната, покојни Андреја Бошковски, Душко Коцевски, Кузе, Јован Каро. Ја викам сите мажи со мустаци. И плачат. Што е работава, викам? Готово ни умре Љуботен. Значи, плачајте, значи, што, како, значи, тоа е емоции се, невидени. Плачат како да е умрел најмилото, а најмилото за нив и за нас, старите љуботенци, е клубот, Љуботен. Го нема, умрел и ќе плачеш. И, хајде викам, че се најде некој чаре. И ја стапивме во контакт со покојни Ацо Шуменковски. Он високо котираше во Фудбалска федерација како извонреден фудбалер, како тренер. Да стапи во контакт со 11 октомври, да се сложат надпреварот кој што не се одигра, да се игра во средата. Отиде Ацо Шуменковски во Скопје во Фудбалска федерација, со неговиот авторитет успеа да вика да го се сложи во 11 октомври и ние даваме. Па меѓутоа благодарејќи тука што имаше генерален секретар, беше наш татовец Илија Атанасовски, покојни, Бог да му душа прости, кој што ни се најде да помогне. И остана да се најдат средства, кои што ден денеска се големи тие средства колку што беа стадионот, негде тогашни 800 марки, сегашни 400 евра. И се да не кажувам дека се фалам, јас успеав да ги обезбедам тие средства. Ги уплативме на градски стадиони, се одигра надпреварот. Екипа составивме некако, со тие 7 фудбалери, па ни дадува на Джокери нешто, Шкендија ни помогна со 2 играчи и неколку играчи, уште 2 да комплетираме 11 души, зедовме од спортски, како нови фудбалери. Некој играе само 1-2 утакмици и ги снема. И го завршивме есенскиот дел на последно место. Ето, борбата беше тогаш да се одржи. Меѓутоа, во Истипе, ние заедно со ФК Тетес бевме тогаш во втора лига. Тетес се бореше за да се врати во прва. Да се врати во прва, а ние се боревме да не испаднеме од втора лига. И во зимата зедовме многу играчи, квалитетни. Меѓутоа, не успеавме да се избориме за опстанок. И имавме и некои успешни резултати, меѓутоа кога ќе екипа која има, кога ќе почне да победува, значи има една психологија во спортот невидена. И со послаба екипа имаш резултати, континуитет, значи оди.
кога оди добро. Кога не оди добро, кога е лошо, имаш црна серија, црна низа. Меѓутоа, во спортот во Македонија, во фудбал се случува да, овие утепанице, да и судиите беа против нас, и раководството на трета лига, што барате вие сега, отиште таму, балови да барате во Скопје, во гостиве, да ајде, гледаш, чори сте испаднати, и буквално не ти дозволуваат менталитетот наш, сигурно тоа. Не верувам дека има во Англија тоа. Менталитетот наш. Ти си на дното, не ти дозволува нашиот менталитет да дигнеш главата. Може би тоа и нашиот македонски менталитет, не само во спортот. Тоа е. Што се случува со клубот после испаѓањето? После, ние направивме добра екипа и во трета лига, веќе наредната сезона, тоа испадна 97-ма, 97-8, ние одма почнавме да се меѓу првите екипи во Северно-Полошки регион, тоа трета лига, заедно со скопските екипи и од гостиве. И Куманов. И Куманов. Многу јака лига, а ние бевме стално во врвот. Значи, тука беа Скопје, Балкан, Куманово, Гостивар, Мажари, Солидарност, Локомотива, Скопска, тие беа све, Славија, Скопска беа све јаки екипи. Меѓутоа успеавме да направиме добра екипа и во континуитет ние секогаш бевме во борба за првото место, ама малку ни фалеше за еден чекор погоре. Уствари тоа малку е многу, ни фалија големи финансиски средства за да влеземе во прва фудбалска лига, ама не е само да го освоиш. Ако немаш визија, ќе бидеме први. Ако немаш средства, ако немаш спонзор, ако немаш визија што и како, џабе. Ќе влезеш и ќе испаднеш. Ќе ти замине, ќе веќе ти земат фудбалерите по богатите клубови. Мислам, тоа е тоа. И така си теравме се до 2003 година, кога се откажавме од надпреварувањето во трета лига Северно-Полошки регион, лошо стартување. Оние работи што и кажав претходно се случи и тоа, меѓутоа се случи да истата година имаше реорганизација, да се подели Северно-Полошкиот регион на Полошки и на Скопско-Кумановски. Север и запад. Меѓутоа, тука во Тетово немаше фудбалски сојуз Саглам. И уште беа незалечени раните од конфликтот 2001 година, овие не откачуваат, скопјаниве, тука нема лига, и 2 години немаше каде да се надпреварува љубовите. Обстанавме како клуб благодарејќи на пионерите и кадетите кои што ги тренираја тогаш Серафим Вучевски Саре и покојни Љубо Павловиќ. Ние обстанавме како клуб со пионерите и кадетите кои што тогаш тренираа во Љуботен. После се формираа 2 паралелни лиги, трети, Полошка лига, од еден сојуз и од другиот. И кога тоа се стабилизира 2007 година, се направи една лига, не се вклучивме во таа лига и веднаш бевме прваци. Од тогаш јас мислам, Сефте ми беше како председател на клубот, летото 2007 бев избран за председател, најдов спонзори, кои што ни овозможија услови добри и бевме први и стигнавме до бараж со Кожук од Гевгелија на градскиот стадион во Прилеп,
кој надпревар го изгубивме, јас пак ќе речам по сумнителни околности. Имаше мешаници на тој надпревар, имаше протести. Имаше се што на тој надпревар и после тоа Љуботен си се надпреваруваше во продолжа се надпреварува во Полошкиот регион, трета лига Запад, ја крстија после. Таа трета лига Запад во борба бевме постојано за првите неколку години за па дури и без спонзор. Тој спонзор беше 2 години, па замина, дојде период некој кој што имав разбирање, јас како председател од тогашниот градоначалник Сади Беџети, кој што ни помагаше со одредени финансиски средства колку да обстане клубот, меѓутоа и тие средства, ако си добро организиран, се и доволни за да се вклучиш во борба за... И оно што го кажувам, името е големо, Љуботен. Историјата е голема, затоа што тоа наше име Љуботен придонесе да играат за нас играчи и за безпари. Играчи ги знам и сега, некои поранешни наши играчи, кои што за еден надпревар бараат по 30 евра во оваа лига, во општи, во трета лига, а за Љуботен играле безпари тогаш. Тоа е разликата меѓу клуб со традиција и клуб без традиција. Љуботен денес? После тоа, 2014 година, клубот го, за председател на клубот го избравме Перо Ивановски. Благодарувајќи на Перо Ивановски, обстојува и ден денеска Љуботен како клуб. И многу е тешко. Јас му помагам колку што можам, не сум многу така активен, меѓутоа колку што можам му помагам, меѓутоа сум му кажал неколку пати. Да не е тој, нема да постои Љуботен. Затоа што се ретки луѓето како Перо Јовановски, па еве јас тука да се ставам, кои што се подготвени да го жртвуваат и семејството, и собствените финансиски средства, за да обстане една таа голема љубов, ова плава боја Љуботен. Не многу малку има такви луѓе кои што можат да се откажат од сите тие работи за да раководат со клуб. Перо си има, поисто, имаме помлади луѓе, ама јас сум убеден дека тој е еден единствен кој што го држи клубот сега. И сега мене ми останува само да му даде Господ здравје за да продолжиме. Бидејќи сум имал многу акции, многу малку луѓе биле заинтересирани за Љуботен во градов. Како некако, ако има Љуботен успеси, тоа сите си љуботенци. Ако нема успеси, ако му треба помош, ги нема. Како државата, институциите, стопанството можат да му помогнат на фудбалскиот клуб Љуботен во моментов? Значи, не еднократно, на долг план. Во Тетово нема спонзори, тоа е проблем. Сите клубови се... го Тетес беше. Тетес од клуб кој што играл во прва Југословенска лига дојде да игра во трета лига, значи падот негов е константен. Името го носат Тетес, меѓутоа Тетес више не постои, него комбинат, постои формално, нема. Пак се јавиле таму неколку навијачи, ентузијасти, како што се Перо, како што е Перо Љуботен, да го помагаат Тетес, меѓутоа тоа е со
ентузијасти со помалку финансиски средства, кои што не може да големи средства да одвојат, и ја не знам што ќе се случува и со тој клуб, ми е жал. Бидејќи ние сме пораснале со тие два клуба, сме живееле во Тетово, и ние љуботенците сме се радувале на успесите на Тетис. Тоа е факт во Тетово. И нема спонзори во Тетово, нема фирми кои што успешно работат, нема бизнисмени кои што се подготвени да финансираат. Во клуб, затоа што финансирањето на еден фудбалски клуб подразбира инвестиција голема, која што не се враќа брзо. И проблемот нашиот, пак ќе го повторам, да ние имаме собствен стадион, ќе има спонзори. Ние ништо немаме, ние сме чергари. Нека извинат припадниците на таа национално што би замерила, меѓутоа ние имаше периоди, се шетавме од село у село, бидејќи немавме услови во Тетово, каде да ги играме над преварите, да играме во Брвеница, во Пирок, во Градец, како домаќини, во Теаце, не знам каде се шетавме. Само да не се откажеме од тоа надпреварување. Тоа е катастрофата. Во Камењане исто играв. Во Камењане се направија стадион, а Љуботен нема ниту еден терен за тренинг собствен. Без собствен терен тешко обстанува клуб. Тоа е номадска работа, шетај ваму, таму, зависиш од други, се плаќа и фактички ние да сакаме да платиме, нема каде да тренираш во Тетово. Нема, не сметам дека некој услов за тренирање терено со вештачка трева на спортските, добро. Тоа не е тоа, треба да има собствен терен, тревна, затоа што многу потешко се тренира на вештачка трева, друго кој имаш природна земјана подлога, субава трева и нема толку повреди кај фудбалерите како што има на такви терени со вештачка трева. Значи тоа. Инаку, од пред 2 години мислам дека почнува да се решава проблемот на ниво она што беше, како што реков, во минатиот систем, да имаше СИЗОви, да имаше сојузи на спортови, кои што општините имаја фондови и ги помагаат. Сега има Агенција за млади и спорт, која што доделува ваучери на клубовите. Ваучерите се тие што ќе ги откупуваат фирми се ослободени од данок, така да веќе на некој начин било која наредна управа, например на ФК Љуботен, нема со добивање на тие средства, барем ќе ги има основните за да екзистира клубот. Иначе е многу тешко да екзистира без тие основни средства. Да речем можеш да поминеш без плаќање на никого во клуб, во трета лига, за само да се надпреваруваш, никого да не плаќаш, ти треба најмалку 3000 евра во сезона. 2,5 до 3000 евра. Тоа е минимално, никому ништо да не плаќаш, да немаш ни платени луѓе, ни економи, ни фудбалери, да плаќаш ни ништо. Значи се да бидат сите волонтери. А сега ги добивме овие 2 години тие средства, да може да се покријат. И тоа треба да се добро раководство за да се валоризира чекот, ваучерот. Тоа е добро. Уште треба даночни олеснувања за спортот и уште треба инвестиции. Не може, а јас им се чудам, не може клуб што е да нема, што сака да биде шампион на Македонија и е шампион на Македонија, да нема собствен тренинг центар. Ниеден клуб во Тетово нема таков тренинг центар. Прволигашите, што се актуелни, ниту Тетес, ниту Љуботен, никој нема собствен тренинг центар. Ако сакаш да просперираш, треба да имаш собствен тренинг центар. Со најмалку 2-3 терена за да успее. А за клубови како Љуботен да имаме барем еден терен, ако не 2.
Тие услови ги има само Вардар и на терените во Вардар, фудбалската федерација на работнички Македонија. има. Да. И работнички на военото во Да, градски. има 3 терена и Да. Видојски веќе 65 минути разговараме за клуб со 101 годишна историја, веројатно можеме и уште многу да разговараме, меѓутоа не гази времето. Ти благодарам што прифати да бидеш наш гостин во тайм-аут, нашите гледачи да слушнат барем дел од онаа богата и голема историја на фудбалскиот клуб Љуботен. благодарам што бев поканет да ги информираме луѓето, да ги запознаеме со ФК Љуботен и можеби да се ги заинтересираме да се вклучат немалите како спортисти, повозрастните како луѓе кои што би му помагали на клубот. Сепак сме ние дел од историјата на Македонија. Тоа беше разговорот со Мирко Видоевски, поранешен председател, а сега генерален секретар на фудбалскиот клуб Љуботен, најстариот клуб во Македонија со 101 годишна историја. До видување до следната емисија.